оваа конференција се одржува во рамките на нашиот проект Заедно за подобра иднина, проект кој се одржува веќе, кој го спроведуваме веќе 4 години во соработка со големото војводство Луксембург. Почитувани присутни, драги пријатели, чест ми е да ве поздравам во пресред на 21. мај, светскиот ден на различностите. Со нашиот пристап кон градењето на односи на почитување и соработка меѓу различните етнички и верски заедници, ние сме позитивен пример не само за нашиот регион. Историското искуство не научи да не се плашиме од различните, туку да ја прифатиме и почитуваме различноста. Во сите наши државотворни акти, од Крушевскиот манифест, па се до рамковниот договор, се провлекува суптилната нишка на инклузивност на различните етникуми. Нашиот модел на соживот надживеа државни системи и идеологии, војни, конфликти и бројни кризи во меѓувреме. Се разбира, тоа не значи дека имаме луксус да живееме на стара слава. Работата е далеко од завршена, затоа што прашањето на меѓуетничка кохабитација никогаш не може да го архивирате како дефинитивно одговорено. Ни треба многу поголема политичка и институционална поддршка за помалу бројните етнички заедници со цел да го зајакнеме специфичниот македонски модел на соживот. Наспроти некои толкувања, рамковниот договор не е само македонско-албански договор, туку е договор за сите. Договорот подразбира целосна интеграција во институциите на државата, не само на албанците, туку и на сите етнички заедници во Северна Македонија, независно од нивната бројност. Во тој контекст, многу пати досега имам кажано дека внесувањето на помалите етнички заедници во Уставот, вклучително и на бугарите, нема да ја загрози безбедноста на државата, ниту ќе ја разниша нашата внатрешна стабилност. Еден од предизвиците секако е сегрегацијата. Сегрегацијата кај нас е просторна, тоа се заедниците во кои што граѓаните живеат и временска. Например, временска сегрегација има во училиштата се уште, тоа е онаа стара политика на учење на различните етнички заедници во различни смени и еден од клучните предизвици кои што ние со новата стратегија за развој на концептот за интеркултурализам и социјална кохезија сакаме да ја напредиме е да ја надминеме. Таа ни останува како обврска, а за да го постигнеме тоа, навистина мораме да ја унапредиме интеретничката интеграција пред се во училиштата, меѓутоа и во сите делови на општеството. Нашата политика за регионален рамномерен развој има и инклузивна компонента, особено помош за развој на руралните подрачја, меѓутоа во новите политики мора да ги надминеме и овие сегрегации. Точно е дека Северна Македонија е пример за мултикултурализам и дека ние низ својата историја сме направиле некои чекори, храбри, добри, кои ни овозможуваат сега да бидеме во условно речено во првите 10 или 20% во светот по добрите практики во мултикултурализмот. Но заедно со нашата стагнација во евроатлантските интеграции се појавува еден феномен кој многу европски земји го научиле, а тоа е дека мултикултурализмот и духот на толеранција и заеднички вредности во општеството не се пренесуваат генетски од една на друга генерација и дека не се затвораат еднаш за секогаш. Дека на нив мора да се работи постојано и дека многу лесно земјите кои имаат вакуум во некаква заедничка визија за еднината, во некакви заеднички споделени вредности, заеднички споделени идеали или цели, лесно се враќаат назад на тој пат, што за нас ќе биде особен предизвик во наредниот период. Перцепцијата за различните или другите, што и да подразбираат тие поими во овој несигурен и поларизиран свет во кој се води голема војна во Европа, неизбежно и се повеќе е заснована на омаловажување и недоверба. Центрите на моќта кои водат војна за уништување на вредностите што се подразбираат под демократија и човекови права и слободи одамна се во тој поход. Последица на таа војна се фрагментирани општества во кои перцепцијата за другите е пропорционална со нивото и интензитетот на поларизација
и контаминација со длабоко вкоренети предрасуди и стереотипи, кои лесно прераснуваат во презир, нетрпеливост, омраза и отворено насилство. Сето тоа придружено со долготрајни кампањи со дезинформации, говор на омразата и поттикнување на насилството. Да видиме како се однесуваат две, условно кажано, обштествени групи. Првата е жртви. Другите не се вредни, дури ни истиот воздух да го дишат со нас, но затоа сакаат да го грабнат и уништат се она што е наше. Кога зборуваме за причините за толку широко распространетата нетрпеливост меѓу заедниците, етнички, верски или расни, како и други облици на заедници, се можеме да сведеме на еден збор – страв. Страв од непознатото, страв за сопствениот идентитет, безбедност, благосостојба. Страв за сопствениот обстанок. За корените на овие состојби и процеси може да се говори многу и да се пишува уште повеќе, но колку и да анализираме, повторно ќе дојдеме до истиот заклучок. Во коренот на сите предизвици меѓу различните заедници е токму тоа – стравот. Главен фактор пак за влошување на односите меѓу заедниците се, според нашето искуство, според моето мислење, политичките партии, организации и групи. Тие го одбираат поттикнувањето на национализмот и насилството, бидејќи тие се најевтините, најефикасните и воедно најдеструктивните начини да се дојде до гласови, популарност, па и мандати. Политичарите се една група која што и како има значајно влијание и може да одигра многу позитивна улога во промоцијата на мултикултурализмот и различностите, но за жал многу често гледаме во нашата држава дека го прави токму обратното. Клучот е во образованието. Во вклучувањето на различностите како основна вредност на нашиот образовен систем и промоција на интеркултурните вредности. Дали ние сме направиле напредок во тој дел? Секако дека да. Секако дека значаен напредок е постигнат во делот на оно што значи изучување на културите и јазиците на останатите заедници, меѓутоа повторно треба да си поставиме прашање дали ние возрастните навистина живееме едни со други или само се толерираме и дали ги учиме децата да живеат едни со други, наместо само да коегзистираат и да се толерираат меѓу себе, да прифатат дека ете во нашата држава постојат некои различности и други заедници. Ние како држава имаме зацртано две стратешки цели. Првата е членството во НАТО, втората е членството во Европската Унија. Го имаме примерот со дебатата во нашето општество околу внесувањето на дел од помалку бројните заедници кои не се спомнати во преамбулата во Уставот. Јас одговорно тврдам, како некој кој долго години се занимава со ова прашање и да не беше договорот со Бугарија, на патот кон Европската Унија, нас ке ни беше поставено прашањето со неинтегрираните помалку бројни заедници во нашето општество, во нашиот пат како држава кон Европската Унија. Ако сме се одлучиле за преамбула во која се спомнуваат заедници, а сме се одлучиле за една таква преамбула, тогаш сите треба да направиме напор да се интегрираат помалку бројните заедници и да не остануваат маргинализирани заедници, затоа што тоа е важно и за општеството, но и е важно за потенцијалот за развојот на нашето општество. Бев еден од главните протагонисти заедно со мојот колега градоначалник и личен пријател на општина Гнилане од Република Косово за отварање на граничниот премин на Белановци. Се туркаше тој проект повеќе од 2-3 години. Зошто треба да се конектираме со Косово? Ние сме партнери. Јас и тој ги избратимивме нашите општини. Општина Куманово и општина Гнилане станаа збратимени општини. Успешни во имплементација на проекти за прекогранична соработка и многу други примери. Ни соработуваат градските пазари,
Кумановчани одат да продаваат стоки во Гнилане. Граѓаните на Гнилане од Косово доаѓаат во Куманово и тоа е суштината на соработката. И дојде време да се реализира проектот и да се отвори граничниот премен на Белановце, кој што е изграден европски, со европска донација. Тргнав на манифестацијата на отварањето од Куманово до граничниот премен се вее албански знамења без ни едно македонско знаме. Стигнав до пола пат и се вратив назад. Као и Куманово и Чаир можам слободно да кажувам дека Северна Македонија во мало ги имаме ние во нашиве општини, значи тука живеат освен албанци, македонци, турци, бошњаци, значи срби и други роми, исто така значи живеат и други националности, така што навистина е големо богатство. Ја би почнувал првин од основните училишта, бидејќи ја мислам дека за да го негуваме со животот, треба што се вика од мали нозе. И во тој контекст немаме проблеми или можам да кажувам дека последниве години и доста имаме чекори, унапредуваме во тој дел. Бидејќи знаете, од нашиве 9 основни училишта, 6 се со значи мултиетнички. Треба поконзистентно и поефикасно справување со дезинформациите и говорот на омраза, кои што сериозно влијаат во јавната комуникација и ги нарушуваат односите меѓу заедниците. Тука пред се мислам и на институциите и на политичките актери. Од една страна транспарентноста, која што треба да ја обезбедат институциите и стратешкиот пристап во борбата против дезинформациите и говорот на омраза. Не само владините институции или државните институции кои што се под капа на власта, туку мислам и на правосудството, кое што се покажува прилично неажурно во овој аспект. Овие прашања ја нарушуваат безбедноста на државата и затоа треба да се соодветно да се третираат и од безбедносните органи. Медиумите, особено оние на онлайн и на социјалните мрежи, треба да бидат далеку повнимателни и попрофесионални во производството на медиумски содржини, кои што имаат некаков меѓуетнички или меѓукултурен контекст или допираат до правата на различните заедници. Важна атрибуција на нашиот систем е тоа што нашиот модел на културно-идентитетското прилагодување е тоа што се одвива исклучиво, неколку пати сум го нагласила тоа, значи исклучиво на нетериторијален начин. Што значи тоа? Дека сите оние претходно што ги споменав, групно специфичните права, power sharing, гарантираното представувањето се све аспекти на нетериторијална вклученост во власта и гарантирање на културна автономија, без да се енклавизираат групите на определена територија и со тоа да се цртаат етнофедералистички граници, како што е на пример во случајот со Либан или во Босна, па дури ако сакате според некои тумачења и во Канада. Значи уставните измени што ни предстојат се во референтна вредност на овие претходно назначени аспекти што тука се потенцирани. Така што граѓаните, националните малцинства, народите или заедниците, како бугарите, како што е наведено во преговарачката рамка, тие барања трпат изворна легитимност и би рекла дури и легален основ, како од домашниот поредок за кој што веќе зборував, така и од меѓународните стандарди и регулатива. И тука ништо нема опасно во еден таков следен перформанс кој што се очекува да се случи, иако блокадите се очигледни. На крајот, а таа ракавица е клучниот збор млади. Да внимаваме што правиме, бидејќи младите веќе одамна со едната нога, ако не и со двете, се влезени во една виртуелна реалност, каде што не владеат истите закони кои владеат во општеството кое ние го познаваме. Се оддалечуваме како да сме различни планети. И тоа може да биде многу сериозно за опстанокот не само на оваа земја и општество, не само на овој регион, туку воопшто на целиот свет, на човековата цивилизација.